На наше огромно задоволство, денеска сме во посета по Институтот за јавно здравје и разговараме со професор доктор Елисавета Јасна Стикова, која што навистина има што многу да каже во однос на тема професионалното здравје. Најпрво да ви се заблагодарам ете што денеска сме заедно со вас. Како вовед на овој разговор би сакала да ги потенцираме разликите меѓу професионалното здравје и медицината на трудот. Ви благодарам на убавата најава, ви благодарам на вашата проценка дека има навистина уште нешто што би можела да додадам кон сите оние многу постигнувања и кажувања кои што во изминатите 10 години се направени на тема безбедност и здравје на работниците. Точно е дека во последно време се повеќе се ангажирам за да наметнам еден нов концепт кој што се однесува на правење разлика меѓу тоа што значи професионално здравје и тоа што значи медицина на труд. На сите оние кои што во изминатите 10 години работиме во овој концепт, ни е јасно дека европските директиви, конвенциите на меѓународната организација говорат за безбедност и здравје на работа. Меѓутоа, по некоја инерција, ние како да прифативме дека безбедноста се однесува на инженерскиот, техничкиот дел на заштитата на работа, а здравјето на работа се однесува на медицинскиот аспект. За жал, ако се навлезе малце посуштински во анализа и на терминологијата, а и на суштината, ќе видиме дека во овие изминати 10 години ние како да заборавивме еден значаен сегмент кој што го чини професионалното здравје, а тоа е областа индустријска хигиена. Медицината на трудот представува клиничка медицинска гранка. Таа работи и функционира под капата на здравствениот систем во секоја држава. Медицината на трудот има за цел да ги диагностицира, да ги лекува и да ги рехабилитира професионалните болести и болестите во врска со работа, или ние што би рекле е ангажирана во полето на професионалната патологија. Но во болниците, во амбулантите, во клиниките, во здравствениот систем. Колку сме ние препознаени во здравствениот систем е во овој момент сосема небитно или не е предмет, не е тема на оваа наша денешна дискусија. Она што подразбира професионално здравје и што треба да го развиваме во Република Македонија, представува всушност збир на две различни научни дисциплини. Едната е индустријска хигиена, другата е медицина на труд. Медицина на труд ја објасни. Индустријската хигиена подразбира збир на многу различни професионални активности, професионални компетенции кои што се пренесени во рацете на одредени стручњаци и експерти. И тука спаѓаат огромен број на занимања, како што се токсиколози, ергономи, луѓе кои што се одговорни за мерење на штетностите во работната средина, ги нарекуваат индустријски хигиеничари во светот. Ние веројатно треба да си најдеме некој нов збор. Тука спаѓаат индустријски психолози, тука спаѓаат огромен број на многу различни хемичари, биолози, но сите тие заедно посветени на единствената цел и на единствената мисија. Идентификација на штетностите во работната средина и проценка на изложеноста на работниците. И тука повторно би сакала уште едно мало дообјаснување да дадам. Дали треба да направиме еквиваленција меѓу тоа што значи изложеност на работниците на одредени штетности и ризик на работното место? Секако не. Проценката на експозицијата ни го дава соодносот меѓу присуството на штетноста во работната средина и изложеноста на работникот. Дури ако видиме дека изложеноста ги надминува препорачаните норми, максимално дозволените концентрации, ако видиме дека општите, индивидуалните мерки за заштита не го даваат својот ефект со одветно да се заштити своето здравје, тогаш имаме ризик на работно место. Така да се овие неколку работи кои што во наредниот период секој поединачно од свој аспект на гледање ќе треба да ги продлабочиме и да ги направиме поблиски не само до стручните лица за безбедност на работа, туку да ги направиме поблиски и до професионалците и до работодавачите, затоа што само ако сите се здружиме околу тој некој концепт на индустријска хигиена, на професионално здравје, на безбедност на работа, тогаш ќе дојдеме до некакви ефекти. Или ако се ова го сумирам,
Едноставно кажано, во тој превод на европските политики, директиви, конвенции на Меѓународната организација за труд, безбедност и здравје на работа, безбедност значи паѓање, лизгање, пожар, електрична струја и како последица на се тоа се јавуваат повреди на работа. Во делот на здравје на работа имаме изложеност на физички, хемиски, биолошки, психосоциолошки фактори кои што доведуваат, доколку се надминати максимално дозволените вредности, доведуваат до појава на професионални болести. Тоа е наједноставниот концепт на оваа наизглед сложена слика во која што сите треба да си го најдеме своето место и да придонесеме за унапредување на здравјето и превенција на професионалните болести и повреди на работа. Минава навршуваат 10 години од воведување на Законот за безбедност и здравје при работа. Дали сметате дека досегашната примена на законот ги дава посакуваните резултати? Несомнено дека во изминатите 10 години направивме многу. Факт е дека ние од бившо југословенското време наследивме еден добро развиен систем за безбедност и здравје на работа, во кој што имавме еден интегриран систем во кој што истовремено бевме матични избрани доктори на работниците и истовремено за нив ја работевме превенцијата во рамките на фабриките, заедно во соработка со инженерите за безбедност на работа, со заштитарите, како што ги нарекувавме. По долг период на наталкање, 2007 година е круцијалната година во која што почнува сите наши активности во создавање на еден модерен, европски ориентиран систем за безбедност и здравје на работа и ние во тој период навистина постигнавме многу. Несомнени се резултатите кои што ги постигнавме. Покрај донесувањето на законот, ги хармонизиравме сите регулативи, пред се хоризонталните така наречени сестрински директиви, донесовме многу правилници, се создадоа некои 600-700, се говори дури дека имаме 1000 стручни лица за безбедност на работа, значи кои што го положија испитот за безбедност на работа во рамките на Министерството за труд и социјала, организираниот испит во рамките на тоа министерство. Се формираа 45, се формираа или се реформира 45 установи за безбедност на работа, исто толку за медицина на труд и ќе согласите дека се тоа навистина постигнувања за респект. Дали го дадоа резултатот? Веројатно не. Прво заради тоа што ние не воспоставивме во рамките на нашата работа, не дефиниравме индикатори за следење на прогресот. Значи имаме два типа на индикатори. Индикатори за изводливост на нешто и индикатори за следење на прогресот. Индикаторите за изводливоста се релативно полесно достапни. Колку прегледи извршивме, колку мерења извршивме и покрај тоа што не постои организиран систем за нивно прибирање, но тие се сепак достапни. Ние требаше да утврдиме индикатори на прогресот. Дали ги намаливме повредите на работа, дали ги намаливме професионалните болести, дали ги подобривме условите за работа. Тие индикатори ни се нас недостапни, немаме такви индикатори и немаме евиденција ниту за тоа што сработивме, ниту за тоа што постигнавме. Во 2013 година Институтот за јавно здравје се обиде и почна да ја тркала оваа приказка. Без здрави, релевантни податоци за обемот и видот на извршената работа, ние не можеме да очекуваме дека ќе креираме политика во областа на безбедност и здравје, која што ќе биде соодветна на тоа што сме го нашле на терен. Вие ќе согласите дека ние во овој момент не знаеме колку работни места во Република Македонија имаме каде што е зголемен професионалниот ризик. Не знаеме колку од тие работни места со зголемен ризик се поради присуството на специфични штетности, физички, хемиски, биолошки, не е битно. Ќе согласите дека нити пак имаме регистар, нити на работни места, нити на штетности. Немаме регистар на професионално изложени работници, што значи дека ние во делот на безбедноста на работа или во условно кај на споделениот инженерски дел, што е во надлежност на установите за безбедност на работа, немаме евиденција за тоа што се работи, како се работи и колку се сработи. Соодветно на тоа, не сакам никој да се најде во ситуација дека е повластен, но пополно истиот систем, истиот принцип се пресликува и во делот на медицина на труд. Ние на ниво на држава не знаеме кој колку прегледи направил,
како ги по кој основ ги направил тие прегледи, дали се систематски, дали се периодични. Ако се периодични, ние не знаеме заради која изложеност се направени тие прегледи и нормално тогаш не можеме да очекуваме дека ќе креираме политика во согласно со нашите потреби. Мене ми е жал што ќе бидам можеби малку сурова и можеби не е ни коректно заради имиджот кој што сакаме да го оставиме кај работодавачите, меѓутоа јас припаѓам на здравствениот систем. Кај нас диагнозата, поставувањето на правата и точна диагноза е предуслов за успешно лекување. Така и во овој систем јас би сакала да поидам од диагнозата. Ај што ги немаме податоците, меѓутоа ние сме многу реални, дека ние немаме ни инфраструктура со која што би можеле соодветно да одговориме на потребите и барањата на работодавачите и на работниците кога станува збор за идентификација на штетностите и кога станува збор за превентивните прегледи. Многу наши лаборатории се овластени за мерење и испитување на физички, хемиски, биолошки, мислам за биолошки дека нема, но сосема сеедно, говорам во принцип. Многу наши, односно сите овластени установи за медицина на труд се овластени да ги вршат сите превентивни прегледи. Во правилниците, со кои што се дефинираат условите, со кои што треба да бидат исполнети, за да може да се овласти некоја установа за мерење и испитување на штетностите во работна средина, наброена е опремата со која што тие установи треба да располагаат. Во тој правилник пишува дека тие установи треба да имаат опрема и апаратура, која што е многу сложена, многу софистицирана и многу скапа. Во Република Македонија нема ниту една овластена установа за медицина на труд или овластена установа за безбедност и здравје на работа, која што има. А тие што работат во областа како професионалци, тие ќе го разберат тоа што го кажувам, но немаме атомски абсорбер, немаме течен хроматограф, немаме гасен хроматограф, ниту еден. Не говорам за секој од нив, не говорам за мрежа на лаборатории кои што би биле поврзани и кои што би работеле на постапки кои што се врзани со идентификација на штетностите во работна средина и утврдување на биолошките индикатори во човековиот организам кои што би се јавиле како последица на таа изложеност. Што значи дека повеќе или помалку нашата работа се сведува на некакво емпириско знаење и некакво искуство, а не на лабораториска поддршка. Јас кога говорев за податоците, ви ја спомнав 2013 година. Во таа 2013 година владата на Република Македонија донесе исто така една многу значајна одлука да се формира така наречена сервисна лабораторија во Република Македонија за безбедност и здравје на работа. И веројатно во тој правец ќе треба да се фокусираме, затоа што оваа опрема која што ја спомнував чини со милиони евра. Многу е софистицирана, многу е точна, многу е прецизна и таква мора да биде ако станува збор за откривање на рани знаци на оштетување на здравјето на работниците или ако станува збор за откривање на мали концентрации на некоја хемиска, физичка штетност и така натаму. Таа сервисна лабораторија би била една, може би две во државата, но би ги задоволиле потребите на сите овластени установи за медицина на труд и за безбедност и здравје на работа, би располагале со акредитирани методи кои што се признаени, препознаени и се гарант дека секогаш ќе добиеме точни и релевантни резултати. Не е тоа само приказка да имаме акредитирани методи, точни резултати и така натаму. Тоа е основ за да може понатаму не само да го сочуваме здравјето на работникот, тоест без друго нашиот основен, прв приоритет, што ние на тој работник треба да му овозможиме да ги оствари своите права, а одговорноста за нарушеното здравје да ја префрлиме кон тој што е причина. И ако е тоа работодавачот, ние со софистицирани, точни, прецизни, специфични и сензитивни методи мораме да докажеме дека работодавачот ја има таа штетност и дека таа штетност предизвикала последици врз здравјето на работникот, за да може работникот, мали, големи, вакви или онакви, да си ги оствари своите права по основ на професионална болест или по основ евентуално на повреда на работа. Вие се сеќавате дека јас на дебатата што се одржа пред неколку дена реков дека сакам да говорам за етичките принципи во
професионалното здравје и реков дека не сакам од филозофски аспект тоа да го наблюдувам, туку од аспект на професионализам, компетенција и така натаму. Меѓутоа, ќе си земам за право да кажам дека ако еден работодавач заради како последица на тоа што не превзел соодветни мерки за заштита и работникот бил изложен на некоја канцерогена материја, и кога тој работник умре од професионален канцер, по мојата најширока дефиниција станува збор за убиство. Истото е тоа ако работникот се повреди на работа и при тоа трајно биде оштетено неговото здравје или не дај Боже ако почине. Ако се докаже дека е тоа како последица на фактот што работодавачот не превзел соодветни мерки, не го направил тоа што бил должен да го направи, тогаш од етички аспект тоа е еднакво на убиство со нечинење, односно со непревземање на активност. За да може така да се постават работите, за да може да имаме евиденција, да имаме доказ за превземеното и непревземеното, нас ни треба не само да имаме податоци, не само да имаме регистри, да имаме не регистар за професионални болести или регистар за повреди на работа. Туку мораме да имаме лаборатории, многу добро опремени, со акредитирани методи, согласно нашите потреби. Ако сега се ова го сумирам во функција на вашето прашање, се плашам дека ние појдовме со многу ентузијазам во овој процес, постигнавме, сработивме многу, формиравме институции, програми, акциони планови и така натаму. Меѓутоа мора да бидеме свесни дека од година во година Европската комисија ни дава негативни оценки за нашата работа. Вели дека немаме добар инспекцијски надзор, велат дека немаме административни капацитети, велат дека немаме институционални капацитети и конечно повторувано велат дека Советот за безбедност и здравје не ја исполнува својата очекувана задача, функција која што треба да ја обезбеди. Се ова ако го ставиме заедно, веројатно ќе треба да заклучиме дека законот со сите негови измени не ја постигна својата цел, или можеби не е доволно. Мора час поскоро да продолжиме понатаму, затоа што сега имам впечаток дека се наоѓаме во некој критичен, пресечен период во кој што ни треба нова снага, нова енергија, нови постигнувања, за да си го оправдаме своето постоење пред се во раците на работодавачите. Навистина во овој разговор начнавме многу теми, многу прашања, затоа би можеле да разговараме многу долго, но да не ве го одзимаме вашето време. За крај, кои се приоритетните акции на Институтот за јавно здравје во овој период што следи? Низ разговорот и низ дискусијата е тоа веројатно малку маргинално, меѓутоа го потенцира. Ова ќе биде година која што ќе ја посветиме на воспоставување на евиденциите во областа на здравството. Воспоставување на регистрите, регистарот за професионални болести, регистарот за повреди на работа и воспоставувањето на збирните евиденции во областа на безбедност и здравје на работа. Кога говорам збирни евиденции, тоа е малце термин со кој што веројатно не се фамилиаризирани сите, но тоа значи колку некоја установа сработи и што сработи. Во тој процес ние ги дизајниравме веќе извештајните образци, не сакаме да кажеме дека се идеални, тие можат да се најдат на веб страницата на Институтот за јавно здравје, но навистина би била пресреќна ако 2017 година можеме да ја завршиме со заклучок дека ги воспоставивме индивидуалните избирните евиденции за работа во областа на безбедност и здравје на работа. Реков пред малку Институтот за јавно здравје е врвната институција во државата која што е одговорна за обработка на овие податоци. Длабоко се надевам дека ќе го постигнеме консенсусот со сите партнери во оваа работа, во овие активности и дека крајот на годината ќе ни даде можност да имаме, ние што велиме, компрехензивни податоци. Само би сакала да направам разлика. Во делот на легислативата во областа на безбедност и здравје на работа, ние имаме правилник во кој што се обврзуваат работните организации, значи предпријатијата, компаниите, се обврзуваат да водат своја евиденција. Таа нивна евиденција не е поврзана со она за што јас говорам.
Значи, компаниите си остануваат, си ја водат својата евиденција за сите состојби, за сите мерења и така натаму. Јас говорам за евиденција на професионалците и субјектите кои што работат во областа на безбедност и здравје на работа, и тоа се пред се 45 компании за безбедност на работа и 45 установи за медицина на труд. Ние сме тие кои што објективно ги извршуваме професионалните работи во оваа област и ние треба да седнеме, да го направиме консенсусот, што ќе прибираме, како ќе прибираме, со која динамика ќе ги прибираме податоците, оти тоа предуслов за да можеме да ја креираме политиката во областа на безбедност и здравје на работа. Повторно, останувам доследна на своето оградување. Не значи дека е тоа врвен приоритет во државата, но тоа е врвен приоритет за мене како професионалец во областа на безбедност и здравје на работа, кој што работи во Институтот за јавно здравје на Република Македонија. Секако дека останатите учесници во овој комплексен, мултидисциплинарен, интерсекторски, мултисекторски систем си имаат своји приоритети, меѓутоа јас го гледам она што е мој персонален приоритет како професионалец во рамките на институцијата во која што јас работам, а тоа е Институтот за јавно здравје на Република Македонија. Ви благодарам. И јас ви благодарам на извонредната можност да проговорам за овие проблеми кои што сите нас не допираат. Од една страна прво како ангажирани професионалци, а од друга страна како работници вклучени во овој процес кој што очекуваме заштита на нашето здравје и безбедност. Благодарам.